Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е владиката Преспанско-Пелагоничски Петар. Ваше правосвещенство, владико Петар, да почнеме со она што беше актуелно овој период. Дали како синод имате заеднички став околу наводното уривање црква? Синодот е надлежен да се произнесе во врска со сето тоа што се случуваше и секако на една од седниците на Светиот архиерејски синод ќе биде најверојатно коментирано тоа и тогаш ќе добиете и јавна информација, односно соопштение од страна на портпаролот на Светиот архиерејски синод. Но градоначалникот изјави дека ниту во еден план не станува збор за уривање црква. Дали вие имавте информации за тоа што тој го каже? Воопшто не знаеме за таа информација и во врска со тоа дури јас бев во непосредна близина каде што беа тие протести, мислам, во општина Центар, но не знаев дека тоа собирање е во врска со случувањето околу црква. Добро, бидејќи не сакате да коментирате на оваа тема, одиме на други теми кои што се важни за Македонската православна црква. Продолжувањето на диалогот со Српската православна црква. Дали има услови за тоа, бидејќи Српската православна црква има ново раководство? Диалог е неопходен секогаш за решавање за сите прашања и проблеми што се присутни меѓу луѓето, а уште повеќе меѓу институции, па во конкретниот случај меѓу двете цркви, Македонската и Српската православна црква, и се надеваме дека ќе се создадат можеби услови за да се отпочнат со тие разговори, а тие услови секако дека ќе следат откако и од наша страна, па и од страна на Српската православна црква се свати и разбере дека од досегашните некомуницирања ниту ние, ниту тие имаат некаква полза. И конечно да се разбере, да се свати дека само со диалог може да се решат недоразбирањата и проблемите. Дали во изминатиот период имаше иницијативи од македонска страна или од страна на Српската православна црква околу продолжување на диалогот? Не забележавме ниту во соопштенијата од соборот на Српската православна црква дека воопшто тоа е ставено на дневен ред за да се дискутира, но можеби доколку ветувањата на претседателот на Република Србија, господинот Николич, кој вети дека ќе се заложи да се отпочне тој разговор меѓу двете цркви, дури и вети дека ќе најде начин и пат како да се надминат тие недоразбирања. Ако оттаму тргнат работите, мислам дека можеби и ќе отпочнат некои разговори во поскоро време. Дали се предлабочуваат односите со некои други цркви и дали нашата црква присуствува на некои заеднички манифестации? Имаме посета направено скоро во сите помесни православни цркви, почнувајќи од Црвјатската патријаршија, потоа воспоставени се контакти со Ерусалимската православна црква, со Александриската православна, Антиохиската, со Грчката, Кипарската, со Руската, многу средби и така натаму, со Бугарската, Романската, Полската, Чехословачката, па така може слободно се рече дека со сите помесни православни цркви. И одговорот е секогаш од нивна страна во врска со решувањето на нашето прашање дека сепак би требало тоа прашање да се симне од дневен ред откако се најде решение меѓу двете цркви, Македонската и Српската православна црква. Како гледате на критиките од поглаварот на Исламската верска заедница дека Исламската верска заедница се чувствува запоставена и дека власта ја форсира Македонската православна црква? Не мислам дека воопшто такво нешто постои. Напротив, мислам дека ако тргнете да кон Скопје или надвор од Скопје и кон другите градови, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга, Охрид, ако сакате, Битола и така натаму, ќе видите дека ако некоја верска заедница или организација се промовирала и се промовира
и ги обележува просторите дека се нејзини, тоа е исламската верска заедница. Нема простор каде што нема подигнато 1, 2, 3 минариња, џами и така натаму. И тоа се несразмерни објекти, мислам на минарињата во однос на самите џами кои се за употреба на верниците, за потребата на верниците, за нивните потреби, зашто ете и во другите земјите, јас во Австралија, каде што исто така управувам со таа епархија, таму не се дозволува објектот повеќе од 2-3 метри да биде издигнато минарето. Додека тука, ако е објектот висок, да речеме 10 метри, тогаш минарето ќе биде 100 метри високо. И тоа е она што ги предизвикува честопати минувачите, па и сите други, дека не треба да се пренагласува и да се обележува просторот дека припаѓа на една верска заедница. Нашите цркви никаде не можете да ги забележите, ниту пак камбанариите што постојат, кои се сосема малку, така што просторот каде што има објекти исламската верска заедница се обележува на тој начин и тоа не е добро. И ако гледаме од тој аспект, тогаш длабоко веруваме дека многу повеќе има изградено објекти исламската верска заедница во новите урбани населби, отколку што има Македонската православна црква, па така не може да се рече дека ние, Македонската православна црква, сме на некој начин привилегирани. Во јавноста се чести критиките за возниот парк на владиците. Дали парите може порационално да се трошат? По тоа прашање сакам да кажам дека ние како епархија да не заборавиме дека не се работи за владиката како владика, како личност, туку се работи за институција. Македонска православна црква и институции епархии. И ако една институција како епархијата што е Преспанско-Пелагоничка, во која спаѓаат 5 големи градови, значи 5 големи општини градски, како што е Битола, Прилеп, Ресен, Крушево, Демирхисар и така натаму, тогаш веќе мора да се разбере дека институцијата треба да има соодветни возила, затоа што ние комуницираме со луѓе од целиот свет и ќе изгледа дека или не сме недоветни некако со управувањето со црквата, со епархијата и така натаму. Ако ви дојде гостин да немате возило со кое да го однесете некаде каде и да било, тоа е едната работа. Другата работа е дали возилата се земени за да ги задоволуваат потребите на епархијата или на црквата, или со нив правиме некои луксузни работи. Ние имаме 2 возила. Едното возило кое се смета за поново има 5 години и второто возило е 14 години. Значи, кога имаше 9 години возилото, старо, кога веќе не можеше да биде за сигурна употреба на подолги релации, дори тогаш купивме ново возило. Па така мислам дека е банално дискутирањето по овие прашања за таму каде што нема потреба да се поставува тоа прашање. Ако некој има што прави нешто така што е нескромно, недостоинствено, тогаш таму нека се постави прашањето. Кога велам дали парите може да се пренасочат порационално, мислам од аспект на тоа дали црквата има фондови кои што се наменети, да кажеме, за сиромашните луѓе, односно за хумани цели. Па Македонската православна црква и конкретно зборувам за нашата епархија се труди да им помогне на луѓето. Ете, имаме формирано фонд за трето дете за оние семејства кои сака да формира семејство повеќе од 2 деца и свештениците од градските цркви доброволно се откажа од она што им припаѓа ним како хонорар за извршување на нивната дејност во црквите и секако дека тоа даде добар поттик и кај верниците да се помогнат тие што се во тешка состојба, семејства кои имаат повеќе од 2 деца. Исто имаме и формирано и кујни и хуманитарна организација при епархијата Преспанско-Пелагоничка Самарјанин, со која ги помагаме и исто така и оние кои имаат потреба од за храна, алишта и облекла, било што и така натаму. Дури преку хуманитарната организација од Австралија донесовме за неколку болници апарати за бубрези и други помагала. Ви благодарам на разговорот.
го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.